На мој огромно задоволство беше една од првите соговорнички мои кога започнавме преку Skype да снимаме за време на пандемијата, кој што и се уште трае, и советување дека ќе се видиме во некоја наредна прилика, вака двете заедно да помоабитиме и да дознаеме некои нејзини идни планови, па и секако има за што да зборуваме денес. На мој огромно задоволство, една од нашиве познати пеачки станува збор за Александра Јанева. Здраво, Надица. Колку е убаво кога ветувањата ќе се исполнат. Нели? Кажавме дека сакаме да бидеме во студио и еве ни се исполни желбата и мене ми е огромно задоволство. Фала ти ни поканата. Како се чувствуваш? Одлично. Денеска имав неколку интервјуа околу албумот и навистина многу среќна доаѓам овде, поготово кога ќе ве видам вас, затоа што веќе ве знам и ја ве чекам да си помоабетиме. Ете така, и мене ми е огромно задоволство и знам дека како што споменати нели за албумот имаме за што да позборуваме, но секако се разбери и дел од твоите приватни планови, како ќе заокружиме оваа 2020 година. За жал нели во врска со пандемијата, но секако нели постојат убави работи, еве овде и албумот. Да. Но пред се да откриеме на нашиве гледачи како Александра ја започна својата музичка кариера. Кои беа тие први почетоци? Александра започна во 2013 како едно мало, ситно, срамежливо девојче на 18 години за прв пат на макфестовската сцена со Врати ми го сонцето. Песната која што всушност направи да сите ме препознаваат по неја и да ме паметат по неја, Врати ми го сонцето, и нејзин композитор е Ристо Самраджиев, кој што не случајно ме избра мене за да ја отпеам таа песна. Беше дел од жири комисијата во шоуто Сите наши песни, каде што се пееше македонска музика, беше еден проект за поддршка на македонската музичка сцена и таму за прв пат се запознавме и таму ми вети дека ќе ми напише песна. И ветувањето го оствари околу 3 месеци, мислам, после шоуто. И ете, бев дебитант на Макфест и победив како дебитант. Навистина беше неочекувано и едноставно немав никакви презнања, немав никакво искуство со музиката. Се што имав во позадина беше неколку настапи со тогашната гимназија, гимназискиот хор. Имав огромна желба да пеам, многу сакав да слушам музика и така некако спонтано и стигнав до фестивалот. Меѓутоа, сите оние контакти кои што ги запознав понатаму, сите соработници, музичари несебично ми даваа поддршка, ми даваа насоки во целиот тој процес и така некако создравав и се учев сама да ги искусувам многу од работите кои што нели мора секој музичар да ги помине во текот на својата музичка кариера. Тоа беше 2013, после 2013. Скалило се нагоре. Да, наредните 3 години можам да кажам дека беа баш фестивалски години, затоа што бев повторно на Макфест, повторно на Скопски фестивал, кој што тогаш се уште се одржуваше. После тоа започна сингловите, еве пак, и Срце отвори, и сите други кои што следуваа после Срце отвори. Колку бува вака кога некој се познава? Еве, јас сакав да те прашам, но ти како да знаеш што сакам да прашам во врска со фестивалите, да, го спомена Макфест. Сакаш да те прашам, колку е пресудно, например, некој фестивал да игра улога во кариерата на некој музичар? Колку тебе ти помогна, што научи од сето тоа, затоа што знаеме, нели, 2 победи на Макфест? Многу е важно, особено за еден изведувач, затоа што тие 3 минути кои што ги имаш на сцена не можат да бидат ниту пократки, ниту подолги. Ги имаш само тие 3 минути и мораш да покажеш се што имаш и во тие 3 минути да покажеш и емоција, и интерпретација, и гласовни способности, и да ја плениш публиката. Едноставно мораш да бидеш цел пакет за да бидеш успешен на фестивалот. И нормално треба да знаеш да ја донесеш песната, да го познаваш нејзиниот сензибилитет, да се соживееш со песната. И тоа е она што останува, не е важно нели како ќе бидеме рангирани, како на крај ќе излезат резултатите, меѓутоа важно е песната да биде чуена, да биде видена од публиката која што сака да те слуша и
да остане за векови векови, како што викаат. Да, ти имаш многу хитови. Еве ме пак. Како ги бираш песните? Дали превладуваат емоциите? Дали сакаш нешто да смениш? Секогаш сакам Бидејќи секоја песна е хит. Да, секогаш кој што го сакам да слушам. променам нешто кај себе. Тоа го барам и во песните. Може сите да видат во мојата дискографија дека изминативе неколку години навистина пробав да експериментирам во многу стилови. Започнав со балади, ајде да ги кажеме во некој евергринско руво, фестивалски песни, понатаму продолжив со нешто подинамично и побрзо како Еуфорија и Бам Бам. Срце отвори, кој што имаше така еден поп ретро звук, навистина измешани повеќе жанрови на поп музика, меѓутоа она што ми е пресудно е секогаш емоцијата и приказната која што стои зад песната, особено последниве 2 години. Навистина сакам да зборувам за мојата приказна и за она што јас го чувствувам и сакам да пеам онака како што се чувствувам. И така и ги одбирам песните и затоа и во дел од песните се појавам како коавтор и како автор, затоа што ми се случуваат некои работи кои што сакав да ги пренесам на публиката, сакав да бидам искрена и отворена со нив и затоа и не случајно албумот се вика Срце отвори. Секој од нас, секој музичар во текот на својата кариера доаѓа до еден момент каде што сваќа дека е најважно да се отвориш кон публиката и да бидеш искрен кон себе за да нели се тече како што треба и за да допре едноставно емоцијата до сите. Која е она порака која што сакаш да ја представиш на публиката? Што сакаш искрено да им кажеш? Срце отвори се два збора, само два збора, меѓутоа многу важни за мене и мислам дека е важна порака за публиката затоа што конкретно сега во овие времиња кога се соочуваме со најголемите предизвици на нашето постоење, многу е важно да бидеме отворени кон себе и кон другите и она што го носиме во нас да знаеме да го споделиме и со другите, затоа што со споделувањето можеме да си помогнеме сите едни на други. И јас конкретно како срамежлива личност и некој кој што не е премногу отворен и не сака да зборува многу за својот приватен живот, честопати наидував на такви некои потешкоти да се изразам и да покажам како се чувствувам преку песна. Па сите некако мислеа дека сум таинствена, дека не сакам многу да покажам, меѓутоа научив, ни сите тие искуства кои што ги имав, научив дека е многу важно да бидеш искрен и да бидеш онаков каков што си. Да. Не треба да се допаднеш никому, треба да бидеш она што си, затоа што само така на некој начин и ќе станеш допадлив. И ако не сакаш да бидеш, и ако не се трудиш да бидеш, сите едноставно ќе ги освоиш со тоа што си природен и искрен. Отворете го срцето, тогаш излегуваат најубавите работи од вас. Така. А колку мислиш дека искреноста денес се цени? Мислам дека се повеќе се цени, затоа што како велат, на лагати се кратки нозете и на оние кои што нешто сакаат да представат онака како што не, едноставно се провидни и многу брзо нели може сето тоа да биде сватено. Игрите не поминуваат, поминува вистината, поминуваат искрените приказни и ме радува што е така и што ете публиката има око, има душа да го почувствува сето тоа. Пред малку кажавме дека сепак животот е непредвидлив, живееме во некои лоши денови кои што сакаме нели сето тоа да се заборави, да биде кошмар и да се вратиме во нормала. Како реагираш на оние разочарувања, на некои негативни коментари кога ги слушнеш? Многу ми е жал, искрено знам дека сум далеко од сите тие работи. Фала му на Бога, јас и сите мои блиски околу мене се добри, меѓутоа навистина ме повредува кога гледам што се случува, особено по вести. И целата таа ситуација околу пандемијата мене ме натера да навистина се грижам повеќе и за другите и за себе, затоа што во еден момент си среќен и имаш се, веќе во следниот можеш буквално да изгубиш се. И едноставно треба
треба да се живее во моментот, меѓутоа и треба да се размислува што е оно што можеме да го направиме за да остане за веки векови, за да остане во паметење и да придонесеме за општото добро на сите. Затоа и Срце отвори веќе 2 години е готов како албум, меѓутоа јас го чекав вистинскиот момент за да го објавам. И мислам дека пандемијата онака баш се погоди вистинскиот момент затоа што знаев дека средствата ќе бидат донирани, дека проектот ќе си има хумана цел и пандемијата само придодаде уште поголемо значење и ми ја искристализира целата идеја околу хуманата цел. Кога веќе навлегов во тоа, да спомнам дека продажбата на албумот... Еве го албумот. Да, можеме да го покажем. Да. Веќе е во тек и сите средства кои што ќе бидат собрани, ќе бидат донирани на ковид пациенти кои што имаат потреба од финансии за лекување. Одлично. Сакав тоа да те прашам како оди проектот, знам дека е хуманитарна цел и навистина како што кажав ти си наша гора со која што треба многу да учиме и овој твој гест е феноменален, значи одличен. Браво за идејата. Да се надеваме дека ќе помогнеме нели на сите оние кои што им треба помош и да останеме позитивни. И сега другите кои што сакат да го имат CD-то во рака, каде може да го набават? Срце отвори се продава низ неколку градови во Македонија, Струмица, Куманово, Битола и Скопје. Во Скопје се продава во една продавница која што се наоѓа на Аминта 3, многу позната во Скопје, поранешно Драгстор Бети или Тихиком. Додека во другите градови се продава на местата каде што настапував изминативе неколку години, тоа се Јард кафе во Куманово, Концепт во Струмица и Интермецо паб во Битола. Сега засега тие се местата, одзивот е одличен, луѓето веќе уште од првиот ден тргнаа да ги купуваат албумите затоа што сите сакаат да го имаат барем во кола или на својот CD плеер и ме радува тоа. Доколку има поголем интерес, нормално ќе најдеме начин да ја прошириме продажната мрежа. Овде има 11 композиции. Не, се извинувам. Да, 11 со 2 композиции бонус, 13 вкупно. Еве ме пак е прва на листа. Тоа е одлично. Сите се убави. Кажи ми сега како се чувствуваш ти кога веќе го издаде албум, бидејќи знам колку многу го посакуваше и колку многу сакаше да излезе и да дојде до твојата публика. Како се чувствуваш ти кога веќе е се завршено? Чувството е многу убаво, морам искрено да ви кажам, затоа што изминативе неколку... И си срекна и тоа се познава. Да, изминативе неколку месеци бев баш во грч и... Од стрес малку. Да, вознемирана, затоа што се чекаше омотот на албумот, се чекаше албумот и едноставно кога знаете дека нешто кое што го градите 7 години е баш на прагот да излезе, знаете, ве фаќа некоја нервоза, мала, меѓутоа со самиот ден на објавувањето и позитивните коментари кои што ги добив од публиката, едноставно се успокоив и сфатив дека вистинскиот момент бил сега, дека не сум погрешила и дека се понатаму ќе биде добро во однос на Срце отвори. И се што е од тебе е прекрасно и сакаме да го слушаме и пред малку нели пред да снимаме, позборувавме за твоите идни планови, во плање нели втор албум. Може ли малку да ни откриеш? Ти откриеме на гледачите. Не можам многу да откриам, многу да откриам, затоа што верувате ако ви открием многу ќе остане многу време за чекање во неизвестност. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека спремам цела година, можеби 2, спремам нов материјал кој што мене лично ми е многу драг и еве чекам да го споделам со публиката затоа што е поразличен од она што го имам правено до сега. Има една поинаква, една посозреана Александра која што опишува многу поразлични искуства од сите оние кои што ги имам во овој албум, затоа што во овој албум имам претежно песни кои што се од туги автори и јас бев на некој начин интерпретатор на нивните приказни. Пробував да се соживеам со нивните искуства, да ги доловам нивните емоции.
Меѓутоа, последниве година-две исклучиво пеам за оно што го чувствувам, за оно ништо сум поминала и се надевам дека 2021 година ќе биде подобра за сите и дека и јас, а и публиката ќе можам да ја израдувам со нов материјал. Ние со нетрпение очекуваме. Го очекуваме тој албум и знам колку се трудиш и колку напорно работиш и знам дека на крај се ќе се исплати. Што те научија годините? Еве, нели имаш одлична музичка кариера, многу хитови кои што се пеат. Кажавме дека еве ме пак ја заокружи твојата кариера. Што научи низ годините? Знаеме дека успеси, падови, можеби и разочарувања и многу позитивни реакции и коментари од твоите фанови. Што научи Александра? Ако се навратам на 2013 на почетокот на мојата музичка кариера, можам да кажам дека буквално се промени во однос на моите ставови, размислувања. За оно што го знаев за музиката, единственото нешто кое не се промени сум јас и мојот карактер и мојата љубов за музиката, меѓутоа научив многу. Едноставно сватив дека музиката е една искрена професија и дека во музиката не можеш да дадеш помалце или да дадеш онолку колку што мислат дека другите можеш да дадеш, туку во музиката даваш се или ништо, само тогаш кога ќе се дадеш целиот, го имаш успехот. Кога нештото онака не ти е баш по кејф, мислиш дека ајде може да помине вака, никогаш не поминува. Се до сега во кое сум вложила многу труд, било забележано од публиката и тоа е главната работа која што всушност ја научив само со напорна работа и со труд и со искреност, искрен пристап во работата, има резултати и тие резултати се трајни. Дали ти фалат настапите? Премногу. Настапите се дел од мене и верувајте ми, некогаш кога сум дома и сакам да запеам, ме опфаќа некоја тага затоа што знам дека јас можам да пеам и да вежбам и се да правам, меѓутоа не е исто, чувството не е исто. И онака дури ми трепери гласот понекогаш затоа што навистина ми недостига целата таа еуфорија, ми недостига публиката. Особено оние градови во кои што често настапував, бев доста блиска со публиката и веќе И тоа е прекрасно. Запознав многу луѓе кои што некои веќе се во мојот близок круг на пријатели. И кога се навраќаме на тие спомени и тие, а и јас гледаме некако носталгично. И едва и чекаме да дојде момент за да можеме пак сите заедно да запееме и да се забавуваме. Да уживаме во сите оние прекрасни ноти. И сега, музичката на COVID-19 се одрази нели врз музичката индустрија. Кои се твоите планови? Знаеме нели дека втор албум Александра и како што кажав дека со нетрпение го очекуваме. Она кој што го правиш во слободно време, еве сега нели за жал нема настапи, а ти не достигаат. Како посветуваш време за себе? Многу сум фокусирана на моето здравје, морам да кажам. Со самиот почеток на пандемијата никако одлучив дека е многу важно да водам еден здрав начин на живот, затоа што нели во здраво тело, здрав дух и тоа е оно што го правам, значи се едуцирав во однос на здравата и правилна исхрана многу време. Се трудам да вежбам 4 до 5 пати во неделата, без никакви оправдувања, без избегнување. Свирам, иако сега морам да признам малце поратко од порано, од почетокот на карантиното, некако правам мала пауза, меѓутоа ветувам дека ќе се вратам. Правам прошетки со моите пријатели, гледам да се рекреирам, да прочитам нешто, да работам на нова музика, затоа што периодов, иако може да биде депресивен и некако сите да се чувствуваме не треба да се бориме безпомошно, ако ја оставиме таа страна и гледаме на позитивниот дел на работите, доаѓаат многу креативни идеи и сега конечно имаме време за нас и за нашата креативност и гледам тоа да го искористам и често да компонирам, да мислам на приказни
кои што можам да ги представам во следниве песни. Работам во студио и тоа е она што го правам. Одлично. Иве сега, дали ние ја цениме нашава македонска музика? Со оглед нели како што спомнавме за ситуацијава, некако знаеме дека вратата е затворена, дека ги нема повеќе тие настапи. Дали ја одима на некое пониско ниво или? Искрено, многу тешко прашање заради тоа што не можам да кажам дека ја цениме и не ја цениме, некаде измеѓу сме, затоа што во споредба со светската сцена гледам дека и таму ситуацијата не е лесна, дека и таму музичарите се трудат да им дадат нешто на своите фанови, да објават нова музика, меѓутоа и тие наидуваат на некаква рамнодушност, го немаат истото внимание кое што го имаа порано. Веројатно затоа што сите сме фокусирани на она што најмногу не засега на коронавирус. Меѓутоа, ако ја ставиме на страна пандемијата, во последнивите 3-4 години навистина можам да кажам дека сме многу подобрени во однос на слушање и поддржување на македонска музика. Јас знам дека пред 4 години на моите настапи во живо започнав со изведување на странска музика, а веќе во последните 2 години, па скоро и можеби 1% само странска музика изведував, се останато беше македонска музика, што значи дека побарувачката за македонска музика е огромна и дека публиката сака да слуша македонска музика, а не странска, како што некојаш сакале да слушаат, така што од публиката ја имаме поддршката, од медиумите исто така сметам дека ја имаме поддршката, меѓутоа веројатно треба да помине сето ова за да можеме пак да се вратиме во оној ведар дух и да мислиме на музика. Премногу имаш преубави совети кои што секогаш знаеш да ги дадеш на сите твои фанови, па еве сега на нашите гледачи. Позитивна си, скромна девојка. Мислам дека пораката за албумот Срце отвори она кој што и ти предмалку го кажа, дека сепак треба да бидеме искрени и позитивни, да не дозволиме оние негативни мисли да влијат на нас. За крај што би упатила на нашите гледачи? Јас би им кажала да се држат, да се чуваат, да го задржат, најважно од се, да го задржат детето во себе, да сонуваат и никогаш да не дозволат нивната имагинација да згасне. Верувам дека доаѓаат подобри денови, дека сите ние ќе бидеме подобро, секое лошо се надевам дека е за добро. Мораме да останеме позитивни и секогаш кога ни е тешко да помислиме дека на некој друг му е многу потешко, барем јас така се тешам. И тоа е она што можеме сите да го правиме ако сме ние позитивни, зрачиме со позитива и на луѓето околу нас, така што колку подобри мисли имаме, толку подобро ќе ни биде живот. Јас ти благодарам за исполнетото ветување, кој што си го исполнивме и двете. Навистина ми беше мило. Ти благодарам што го премноживавме албумот и во мојата емисија. Навистина ми представува уште поголемо задоволство и што те познавам и што си дел од моите пријатели. Ти посакувам се најдобри, уште многу успеси. Со нетрпение го очекувам твојот втор албум. Вака убаво да помобитиме и за него и да ги откриеме оние тајни. Втор албум, дај Боже да бидеш што побрзо. Да се надеваме, нели? Знам дека ти си упорна и дека ќе успееш и чувај се. Ти благодарам многу на поканата, огромно задоволство ми беше, а сега следува слика. Следува слика, да. Колегата го замолуваме за слика, за успомен, затоа што си го исполнивме нашето ветување. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам. То на што не двои и време не го лекува. Бараме ума, чекаме крај, од душа во пекло не постои рај. Што некој губи, некој добива се. Драги веќе не, на се што сме значили.